Новина во продажниот салон на импортерот за програмата на Шкода во нашата држава, Porsche Македонија, е вториот кросовер од гамата на чешкиот производител, новиот компактен SUV Karoq. Наследникот на можно успешниот досегашен модел во овој сегмент на чесите, моделот Yeti, е вистинска револуција во рамките на брендот, во склад со стандардите на концернот. Донесува сосем поинаков дизајн, технологии, дополнителен квалитет. Кај нас почнува да се нуди со цена од 23.100 евра па нагоре. Дизајнерски многу подсетува на својот веќе постар и поголем брат Kodiaq, кој уште на стартот од својата продажба оствари извонредни резултати, со остри и специфични форми, кои во одредени сегменти се благо спуштени и потребни додатоци за офроуд авантурите. Што се однесува до интериерот, кој е многу близу до поголемиот Kodiaq, покрај поголем простор на задните седишта, пораснал и багажникот кој беше слаба точка на Yeti од 521 до 1630 литри со соборени задни седишта. Опционално Шкода го нуди системот VarioFlex, со кој може одделно да се собори секој од задните седишта или дури целосно да се извадат. Инфозабавниот систем во стартното ниво на опременост користи 6,5 инчен екран на допир, а во повисоките варијанти е 8 инчи, за да во врвната верзија достигне до 9,2 инчи со DVD и 64 гигабајти вградена меморија. Karoq е првата Шкода која добива дигитален кокпит, поурнак на Audi Q7 и последниот Golf. Ке се нуди со избор од 5 мотори, 2 бензински, 1 литарски со 3 цилиндри и 115 конски сили и новиот 1.5 на групата VW со мокност од 150 конски сили и со можност за деактивација на 2 од цилиндрите. Основниот дизел е познатиот 1.6 TDI со 115 конски сили, а над него се две варијанти на 2.0 TDI со 150 и 230 конски сили. Помокната верзија сериски ќе се нуди со погон на 4 тркала и 7 степен DSG менувач, со најмокните бензински и дизел мотори ќе се нуди и Dynamic Chassis Control, електрохидраулична регулација на суспензијата. Верзиите 4x4 ќе имаат офроуд режим, кој ќе користи контрола на тракција и електронско заклучување на диференцијалот за обезбедување на подобра проводност. Од чешката компанија потврдуваат дека веќе следната година ќе се појават Sportline и Scout верзии на моделот, па дури и спортска VRS опција. Понатаму се очекува и плагин хибридна модификација. Не е потребно да сте експерт за дизајн за да забележите сличности во изгледот на сите модели на Audi во последните години. Сето ова е на пат да се промени, бидејќи компанијата од Инголштад презема нов пристап при разработката на нови модели. Промената всушност започна уште со представувањето на Q2, а потоа следеа новата A8 и елегантното A7 Sportback. Сега од Audi се цврсто решени идните нејзини модели да бидат постојано различни еден од друг. Од Audi објаснија зошто компанијата од Инголштад се решила за лансирање на новитети со сличен дизајн во целата моделска гама. Според нив, на овој начин автомобилите од марката станаа препознатливи на нови пазари, од кој еден е оној во Кина. Сега, кога Audi веќе ја наметна својата популарност во Кина, раководството одлучи да го смени дизајнерскиот пристап за да го направи секој модел различен. Од ова може да се долови уште дека од Audi веруваат во уште поголемо зајакнување на идентитетот на секој модел, што е од исклучителна важност, имајќи предвид дека векот на секој од нив е околу 6 години и тие треба да изгледаат актуелни цело тоа време. Вистинско освежување во овој поглед е представувањето на целосно електричниот кросовер
e-tron, кој треба да се појави во сериски вид подоцна во текот на годинава. Во 2019 пак на пазарот треба да се појави и неговата стилска верзија e-tron Sportback, елиминирајќи ги чекор по чекор моторите со внатрешно согорување за сметка на едноставен електричен погон. Дизајнерите на Audi ќе имаат повеќе слобода во дизајнот на создавањето на нови пропорции, што пак ќе им овозможи да развијат нов и многу различен дизајн. Можеме да очекуваме многу дизајнерски трикови кои ќе направат идните модели од Ingolstadt да изгледаат попривлечни. Од стартот на годинава во белгиската метропола е ограничен пристапот на автомобили загадувачи во градот и неговите предградија. Новата зона за возила со ниски емисии на гасови опфаќа 19 општини во Брисел и не дозволува исклучоци. Забраната ќе трае 24 часа, 7 дена во неделата. Во рамките на ограничувањата живеат 1,2 милиони луѓе, а територијата на оваа зона изнесува 161 квадратен километар. Секој кој сака да влезе со својот автомобил во оваа област мора да се пријави на посебна веб страница за да добие пристапна винјета. Ако ова не е сторено, прекршителите ќе се казнат со парична казна, освен за странци, а ограничувањата ќе важат до летото наредната година. На локацијата можете да дознаете во која категорија спаѓа вашето возило и како ќе се менуваат правилата во областа во иднина, односно ќе се затегнуваат ли се повеќе и повеќе. Таквата зона стапи во функција во Антверпен во февруари 2017 година, а областите со ниски емисии стануваат се попопуларни во Европа. На прво место на оваа листа е Франција, каде што моментално има 17 зони, сите во големите градови, каде што е дозволено сообраќање само на автомобили што минимално ја загадуваат животната средина. При крајот на изминатата година, бројот на продадени електрични возила и хибриди во светот ја надмина границата од 3 милиони единици, потврди EV Sales Blog. Точната бројка е всушност 3,3 милиони возила, а само продажбата на плагин хибриди во светот надминува 1 милион единици. Проекциите се дека во 2018 година оваа продажба ќе скокне за 1,7 до 2 милиони единици, а тоа значи дека околу 5 милиони електрични возила и хибриди ќе се движат до крајот на годинава. Според аналитичарите, блиската иднина изгледа многу успешна за зелените автомобили. Производителите ќе развиваат нови и подобри модели, а попустите и стимулациите за купување на електрични автомобили и натаму ќе се нудат низ целиот свет од САД до Кина. Поради ова прогнозата е зголемување од 50 на 100% во продажбата на електрифицирани возила, со околу 90 милиони нови автомобили што се продаваат годишно во светот. Присуството на електрични автомобили и хибриди во статистиката е се уште минимално, но наскоро аналитичарите веруваат дека тоа ќе биде се посериозно. Компанијата NIO свечено го представи својот прв сериски модел ES8 и најави почеток на неговата продажба. Всушност тоа е втората изведба на кинескиот производител, но супермоделот NIO EP9 излезе во лимитирана серија и висока цена, па тешко може да се смета за сериска. Сепак ES8 кросовер може да го купи секој што го сака. Сериската верзија се разликува малку од концептниот модел, прикажан во април во Шангај
Шангај порасна во димензии, должината е зголемена за 44 мм и достигнува 5022 мм, а растојанието помеѓу двете оски е 3010 мм. За правење на шасијата и каросеријата е користен алуминиум, а на предната и задната оска се поставени по еден мотор. Нивната вкупна моќност е 653 конски сили и 840 Нм вртежен момент, кои обезбедуваат забрзување од 0 до 100 км на час за 4,4 секунди. Капацитетот на батериите е 70 кWh, дозволувајќи автономија од 355 км. Од компанијата додаваат дека при константна брзина од 60 км на час, автономијата достигнува и до 500 км. Во нио истакнуваат дека кросоверот ќе се нуди со можност за лесно менување на батериите. Само за $20 месечно, собственикот на автомобилот ќе може да добива наполнет акумулатор, промената ќе трае 3 минути, а исто така и да користи енергија од систем за брзо полнење. На NIO ES8 исто така има автоматско управување. Тоа е преку системот NIO Pilot, вклучувајќи предна камера, 5 радари, 12 ултразвучни сензори и уште една камера, која може да ја следи само возачот. Во опремата на кросоверот се вклучени исто автопилот за движење по патеката на пат и во сообраќајниот метеж, како и систем за нагло сопирање при потреба. Од компанијата додаваат дека NIO ES8 е првиот сериски автомобил во светот опремен со вештачка интелигенција NOMI. Тој е забавен, брз и интуитивен придружник кој ги анимира патниците за време на долгите патувања. Цената на електричниот кросовер започнува од $6765. За споредба, единствениот конкурент на пазарот во моментот, Tesla модел X, во Кина е 2 пати поскап, $126.470. Јапонскиот производител Mazda ја лансира обновената 6-ка. Новината доби преработен дизајн на екстериерот и ентериерот, како и целосно нов турбомотор Skyactiv G2.5T. Што се однесува до новините, треба да биде одбележена новата маска на ладилникот, преработените светлосни групи, различните браници и новите тркала. Сето ова го прави автомобилот поатрактивен. Mazda открива дека надградената 6-ка пристигнува со посилна каросерија и значително подобрена звучна изолација. За подобра акустика важна улога игра зголемувањето на дебелината на лимот во задниот дел. Во салонот промените се повеќе. Предниот панел е редизајниран, повторувајќи го едноставниот лаконски стил на концептниот автомобил Mazda Vision Coupe. Кај топ верзиите на моделот голем број функции и уште неколку индикации за работата на моторот веќе излегуваат на 7-инчен дисплеј. Предните седишта на седанот се пошироки од досега, а информациско-забавниот систем со 8-инчен екран надопире со голем контраст. Во стандардната опрема сега влегува камера за кружен надзор, а за повеќе луксус следат опциски елементи од скапа кожа и јапонско дрво. Преработената Mazda 6 доби турбокомпресорски Skyactiv G2.5T мотор. Тој се користи на CX-9 со моќ од 253 конски сили. Постојниот 2.5 литарски мотор, кој е исто така надграден, е достапен со моќ од 192 конски сили со можност за деактивација на цилиндрите при брзина од 40 до 80 км на час. 6-брзинскиот автоматски менувач исто така е ревидиран, а покрај тоа ќе има и механички пренос.
еден од најсилните играчи на европските пазари конечно се здоби со својот наследник. Седмата генерација на Fiesta на вистина добро го одработи својот век. На пазарот беше од 2008, а еден од најважните моменти е што го прослави 40-тиот роден ден како бестселер на Ford. Уште еден детал кој секако не треба да го изоставиме за претходната генерација е дека и во последната година од постоењето успеа да остане во тројката на најдобро продаваните автомобили во Европа. Сега новината доаѓа со слоганот "Размисли за разликата" и покрај многуте критики дека навистина не постои голема разлика меѓу генерациите, во Ford смирено напоменуваат играчот што победува не треба да се менува. Забелешките за тоа дека возилото е изградено врз старото, со малку модернизирана шасија и се опремува со истите мотори, не дека не се на место, но ако се земе во предвид, сепак ова е нов автомобил кој е поголем, подобар, поудобен и побезбеден. Неговите патни карактеристики исто така импресионираат, особено со подобрена стабилност и прецизност. Новиот субкомпактен Ford е подолг и поширок од досегашниот со 71, односно 13 мм, а меѓу оскиното растојание е продолжено за 4 мм. Ова скромно зголемување донесува значително побалансиран изглед и оптимален простор на внатрешноста. Тука секако треба да споменеме дека со додавање на одредени компоненти во конструкцијата, високо квалитетен челик и композитни материјали, таа сега е за 15% поцврста и поотпорна на торзиони притисоци. Fiesta успеа да ја зачува и врвната фитнес форма. Во своите најсофистицирани перформанси масата е нешто над 1200 кг што му помага на автомобилот во многу области, вклучувајќи ја економичноста и управливоста. Фордовите инженери успеале да направат автомобил кој е 200 кг полесен од директните конкуренти. Промените во дизајнот се најасно видливи во задниот дел, каде вертикални светла се заменети со хоризонтална оптика на повеќе нивоа. Изгледа поинтересно и сјае подобро, а секако своја улога има и LED технологијата. Задниот браник ја додава динамиката на автомобилот, а однапред има промена на формата на светлосниот состав со LED дневни светла, каде е и препознатливата нова Фордова решетка на ладилникот во стил на насмевка. Тука мораме да споменеме дека новата Fiesta е достапна во неколку варијанти каде решетката изгледа различно. Постои многу луксузна Vignale како и спортски ST-Line. Највисокиот стандарден хетчбек е на ниво на титаниум, кое ние имавме чест да го управуваме со дизелскиот 1,5 TDC и агрегат со 85 конски сили во уникатната Blue Wave металик боја. Генерално, најголемите промени во новата Fiesta се забележуваат во интериерот. Веќе не постои масивна централна конзола со многу копчиња, а недостасуваат и застарените дефлектори на климатизерот. Материјалите се со многу повисок квалитет и инструмент таблата се наоѓа едно ниво погоре пред очите на возачот. Помеѓу аналогната километража и мерачот за вртежи е хоризонталниот приказ на вградениот компјутер. Осветлувањето во кокпитот кога е темно надвор е многу пријатно и експертите велат дека влијае на вашето расположение. Централната конзола сега е поделена на два различни блока. Во долниот дел се климатизацијата и копчињата за загревање на ветробранското стакло и управувачот, а во горниот дел веќе има 8-инчен екран на допир, дел од мултимедијалната систем Ford Sync 3, кој по својот интерфејс и форма потсетува на таблет. Автомобилот ги препознава паметните телефони и се поврзува со нив благодарение на Android Auto и Apple CarPlay. На истиот монитор се појавува слика од задната камера која е доста корисна дури и за помалите автомобили. Седиштата се удобни, со многу простор напред. За човек со раст од 185 см сместувањето одзади е сосема добро. Има доволно место и за колената и над главата. Во овој случај, зголемувањето на растојанието помеѓу двете оски јасно го одразува волуменот на багажникот од 303 литри. Ако задните седишта се спуштат, достигнува 984 литри.
Сите мотори достапни за новата Fiesta импресионираат со економичност и пристојна динамика во односот на досегашните 1,5 литарски мотори. Овој во тестниот модел има поефикасни бризгалки и комори за согорување и нова конструкција на турбината, а како резултат на тоа нуди подобри перформанси и подинамични реакции во ниски вртежи, што секако донесува помала потрошувачка и пониско ниво на издувни гасови. Оние 85 конски сили се сосема доволни, но оние кои посакуваат поагресивно возење го имаат новиот 1,5 литарски дизел TDCi агрегат со 120 конски сили, што се однесува до тесната варијанта. Потрошувачката според нашите мерења беше околу 6 литри во град и нешто над 5 на отворен пат. Некој можеби ќе стави забелешка на моќта на агрегатот поради забрзувањата и крајната брзина, но ние би истакнале сосема доволно агилен и пристоен, ако се земе во предвид потрошувачката. На крајот секако треба да се спомене дека своја улога во сето ова има и 6-степената трансмисија. Инженерите на Ford кај новината обезбедиле повеќе од солиден контакт со подлогата, засилувајќи ја структурната цврстина во предниот дел, ја промениле геометријата на подпирањето, ја зголемиле страничната сила, подобриле амортизација и ја имплементирале новата програма за електронска стабилност. Електричното серво исто е променето, за да возачот има уште подобри информации од патот. Сето ова придонесува за многу подобра управливост и многу подобри возни својства. На свој начин се елиминирани сите оние недостатоци, посебно при влегувањата и излегувањата од свиоците, па сега се далеку по-прецизни и без одстапки. Кон ова мора да се одбележи и фактот за добрата сигурност, која ја надополнуваат помошните системи и одличните сопирачки. Кога сме на оваа тема, моделот со мощни високи оценки ги мина Euro NCAP тестовите, заработувајќи 5 звездички. Севкупно, новата Fiesta има огромни шанси повторно да се бори за првот на продажбата во Европа. Во салонот на Mida Grand Motors цените почнуваат од 13.000 евра, а добро спакуваната изведба што ние ја имавме на управување во овој момент е 16.600 евра. Hyundai Mobis објави дека компанијата разви прво во светот превентивно воздушно перниче, наменето за употреба во возилата опремени со панорамски стаклен покрив. Главната задача на новиот систем е да попречи на тилата на возачот и неговите сопатници да бидат исфрлени од кабината на возилото во случај на сериозна сообраќајна несреќа. Од Hyundai Mobis велат дека единственото превентивно воздушно перниче е интегриран во задниот дел на панорамското стакло и при регистрирање на можност од опасност за патниците се отвора нанапред слично на ролетна. Целиот процес трае само 0,8 секунди. Клучен предизвик пред екипата на Hyundai за време на развој на новото воздушно перниче е тоа дека таа треба да функционира апсолутно подеднакво сигурно, независно од тоа дали стаклениот панорамски покрив е затворен или делумно отворен. За да ги обезбеди потребните работни параметри од компанијата се користеле 11 патентирани конструкцијски и инженерски решенија. Nissan понуди први детали и видео на целосно новата технологија Brain to Vehicle за зголемување на активната безбедност и комфорот на автомобилите. Технологијата ветува дека ќе ја подобри реакцијата на автомобилот и ќе ги направи возилата уште попријатни за управување. Имено, системот се потпира на мозокот на возачот и неговите намери и како резултат на тоа, возилото почнува да реагира, да врти, на пример, уште пред раката на возачот да го
го стори потребното движење. Ова не само што го олеснува возењето, туку ја подобрува безбедноста на патиштата и задоволството при управувањето. Претекнувајќи ја реалната реакција на возачот, Nissan Brain to Vehicle може да го преземе потребното дејство порано, да почне со вртење или да ги активира сопирачките за 0,2 до 0,5 секунди порано, а во исто време оваа интервенција да остане речиси незабележана. Уникатната за светот B2V технологија може да биде интегрирана и во возила со автономно управување, а при регистрирање на непријатност кај возачот, вештачката интелигенција може да активира различни режими на однесување на патот и подесување на возилото. Со помош на виртуелна реалност, Nissan Brain to Vehicle може буквално да ја преуредите ситуацијата во кабината, да ја направи порелаксирачка при подолги патувања. Мекларен понуди прва информација за целосно нов суперспортски модел Сена, кој ќе дебитира пред публиката за време на меѓународниот салон во Женева. Автомобилот е спакуван со 4-литарски V8 мотор кој е со моќност од 800 конски сили и максимален вртежен момент од 800 Нм, а ќе биде произведен во лимитирана серија од само 500 примероци. Базната цена за Велика Британија е одредена на 750.000 фунти. Мекларен Сена доаѓа со целосно јаглеродна шасија и панели на каросеријата, 7-степена роботизирана менувачка кутија, заден погон, активна предна и задна аеродинамика со огромен спойлер, издувен систем од инконел и титаниум, можност за нарачување на вратите со дополнителна стаклена површина на дното и друго. Мекларен Сена има адаптивна хидраулична суспензија Race Active Chassis Control 2 и нуди можност за возачот да избере помеѓу 3 главни начини на управување: комфорт, спорт и трак. Секој од нив е специјално оптимизиран за работа во соодветни услови. За правилната моќност за сопирање на Мекларен Сена, кој веќе е распродаден, се грижи спортски систем карбон керамички дискови и уникатни за автомобилот гуми Pirelli P0 Trofeo R. Со тежина од само 198 кг, Мекларен Сена е најлесниот и најекстремниот автомобил на марката која ќе се движи по патиштата на светот. Прототипот Renault Symbioz е билетот за влез во друштво за моделите кои нудат врвни технолошки решенија во областа на автономниот менаџмент, електричната мобилност и комуникациите. Новиот француски концепт е интегриран во системот за паметен дом, има автопилот од 4-та генерација и им нуди на патниците виртуелна реалност. Renault наметнува дизајн со кој ги преиспитува концептите на просторот. Стаклената површина е огромна и големината на стаклениот кров може да се прилагоди. Renault Symbioz е долг 4920, широк 1920, висок 1440 мм, а меѓуоскиното растојание изнесува 3070 мм. Во задниот дел на автомобилот се инсталирани два електрични мотори со вкупна моќност од 680 конски сили и 660 Нм. Се напојува со 72 киловат-часа батерија, која може да се наполни 80% за помалку од 30 минути. Забрзувањето од 0 до 100 км на час е за 6 секунди. Возачот може да избере помеѓу 3 начини на движење: стандардно, спортско и автономно, каде што просторот во интериерот е оптимизиран за поголема удобност. Во автономниот режим вклучен е и системот на виртуелна реалност. Со помош на VR шлемот, возачот и патниците можат целосно да го сменат светот околу автомобилот, синхронизирајќи ја брзината, траекторијата и положбата на автомобилот. Symbioz може да разменува информации со паметни системи за управување дома, со испраќање пораки до телевизорот, паметниот телефон или часовник.
Така, собственикот е секогаш во текот на планираните патувања, време на патот, метеж, трговски објекти и полнење на батерии. Може да прикаже слика на фотоапаратите дома или содржината на фрижидерот. Ова е втор прототип на Рено со името Симбиоз. Првата верзија на концептот беше прикажана во септември на изложбениот салон во Франкфурт. Peugeot Sport го најави новиот тркачки автомобил 308 TCR, развиен врз основа, но со сериозни подобрувања врз 308 Racing Cup, што пак од своја страна го користи како основа спортското 308 GTI. Новината е наменета за употреба во пистовата категорија TCR на FIA, а доаѓа со специјално развиена суспензија, мотор, менувач и аеродинамика. Автомобилот ги исполнува сите барања на бројни национални и меѓународни шампионати, а може да се користи и во голем број на надпревари за издржливост, вклучувајќи ги 24 часа Le Mans. Од Peugeot Sport коментираа дека тимот завршил одлична работа со 308 TCR, а работел главно на подобрувањето на моторот. 4-цилиндирскиот турбоагрегат на автомобилот е во состојба да развие максимална мощност од 350 конски сили и вртежен момент од 420 Нм, а во исто време е во состојба да понуди работа во тркачки режим од 5000 км или речиси двојно повеќе отколку целиот WTCR шампионат. Peugeot Sport веќе прифаќа барања за купување на 308 TCR, а првите испораки на клиенти ќе бидат реализирани во април. Јавното деби на автомобилот ќе се одржи во март на салонот во Женева. Американската Никола Мотор Компани, именувана во чест на физичарот Никола Тесла, откри нови детали за 4x4 електричниот Никола Зеро. Производителот го редизајнираше моделот, му даде ново име Никола NZT и првите испораки се очекуваат во 2019. Моделската гама ќе вклучува 4 модификации: NZT 440, NZT 352, NZT 280 и NZT 198, чиј број ја покажува моќноста на електричниот автомобил во киловат-часови. Вредноста на NZT 198 започнува од $28,900, многу помалку од претходно најавените $35,000. Максималната верзија на Никола NZT ќе чини $55,000. Забрзувањето на електричното баги во зависност од капацитетот од 0 до 96 км на час ќе трае од 3,5 до 5,3 секунди. Брзото полнење на батериите со полначот од 400 волти трае само 3, а во мрежа од 220 волти 7 часа.